наснежена, само што ми фалат уште 7 џуџиња. Мала сум, но јасно ми е дека личиме. Секој ден ја гледам јас во сликовниците. Сите велат дека личам јас на Снежана, само што ми фалат уште 7 џуџиња. Мала сум, но јасно ми е дека личиме. Секој ден ја гледам јас во Като дойдохте на нашата приредба, ще подготвихме ние, учениците от първото пето отделение, по повод вървянието на зимата и новата година, а всеки по повод завършването на първото полугодие. Най-напред тя повиквам директорката на нашето училище, магистър Елена Ташкова, да я поздрави. Почитувани родители, колеги, драги ученици! На прагот сме на новата година. Ни преостануваат само уште неколку дена. Тоа е можност да се подсетиме на успесите што сме ги постигнале во изминатата година. Сите заедно, ние вработените, учениците и родителите. Да се подсетиме на предизвиците со кои сме се соочиле, но и да бидеме благодарни за нештата со кои сме дарувани. Љубовта на нашите најблиски, топлината на нашите домови. Иако секогаш може подобро, повеќе и поубаво. Сепак, заеднички испишавме убави страници во 2015 година. Ако новата година е нашата надеж, тогаш да ги оставиме старите лоши навики во старата година, како стари испрашени чевли пред вратата, за да го пречекориме прагот кој ќе значи влез во поубава, поуспешна година. Сите ние треба да веруваме во добрина, бидејќи додека луѓето веруваат во добрина, очекуваат чуда и се великодушни еден кон друг. Наша одговорност е да го пренесеме кај малите деца духот на новата година, да ги подучуваме да помагаат и да ги сакаат другите, да нема ниту едно расплакано срце, ниту едно натажено дете, да им вдахнеме вера во чудата и надеж дека секогаш е време за сонување. Како наставници и ученици, родители и деца, соседи и пријатели, работодавачи и вработени, да бидеме полни со љубов, жедни за знаење и посветени на успехот, да остадеме верни на вековната традиција на соживот, преку меѓусебно разбирање, прифаќање и почитување. Драги ученици, родители, вработени, ви ја честитам новата 2016 година, посекувајќи ви добро здравје, достоинствен живот, лична и семејна среќа, хармонија и многу, многу меѓусебна љубов. Благодарам. Го повикувам господин Драган Георгиев, председател на Советот на родители, да ве поздрави. Добро вечер, почитувани родители и ученици. После овие прекрасни збори од директорката искажани, јас ќе бидам многу краток. Накратко би ве поздравил уште еднаш и би ви посакал среќна нова година на родителите, а и на учениците, кои оние што ни се најважни тука меѓу нас. Би посакал поточно успешна соработка за новата година и оставите ги малку деца за новата година послободно. Толку. Я повикувам наставничката доктор Лидија Камчева-Панова да ве
ве поздравя от името на активот на оделенски наставници. Добро вечер на сите, почитувани гости. Да ви я честитам новата 2016 година. Од името на сите присутни, од името на сите наставници и ученици од училиштето Гоце Делчев, сакаме заедно со вас да им ја честитаме новата година на сите присутни, како што вие не учевте и ни ја честитавте на нас. Новата година ќе ви биде среќна и богата. Ако добро не се акарите. Ако добро ги разбистрите главите. Ако секој ден злото се борите. Ако го е нешто, го е малку спорите. Ќе ви биде среќна и добра. Ако за добро, со добро вратите. Ако се сближите, ако се сјатите. Да го градите си ли смогнете? Да се прифатите, да си помогнете. Ќе ви биде среќна и мирна. Ако скараните, мирно ги смирите. Ако разбирање градите и ширите. Ако ги разцветате колките градините. И ако ги селите во нив добрините. Ако знаете весело да запеете. Ако умеете да се насмеете, ако на човек, човечки му приидете. Ако умеете луѓе да бидете. Ќе ви биде среќна секоја нова година. Ако сте задоволни од старата, Ще ја испраќате што проаѓа. Среќна нова година! Од септември до денес поминавме долг и тежок пат. Биевме битки со книгите, наставниците и уште многу други работи. Сега, на крајот од првото полугодие, сакаме да ви покажеме дека бевме вредни и сакаме да ви покажеме дека треба да се гордеете со нас. И вие, и нашите наставнички. Деновите минуваа еден по друг. И така стигна и зимата, која што децата многу ја сакаат затоа што му се радуваат на снегот. Зимата дојде, но има уште нешто што децата нестрпливо го очекуваат. Знаеш ли што е тоа? Знам. Затоа што во зима доаѓа и Дедо Мраз и новата година. Децата нестрпливо го очекуваат Дедо Мраз заедно со неговите подароци. А што мислиш, на кои деца тој им носи подароци? Дали тие треба да се заслужат? Па се разбира, но оние кои биле добри, послушни, кои правеле добри работи. И секако, но оние кои учеле многу во текот на целата година. А ние сигурно сме меѓу нив. Тогаш да ги повикаме Дедо Мраз и новата година. Преку приредбата што подготвивме ние, може би тие ќе не слушаат, па најпрво ќе дојдат кај нас. Што мислиш? Да ја слушнеме, па ќе видиме. На почетокот ќе запееме со хорот од учениците на оделенска настава под водство на наставникот Курти Шашаров. Потоа следуваат учениците од пето оделение со драматизацијата на новогодишна програма, придружувани со снегулките од прво оделение. По нив ќе проследиме драматизацијата на учениците од третите оделенија, а потоа следува музичка точка на учениците од вторите оделенија со песничката Чудна капа по изведба на Борис Пилатов. Крајот го украсуваме со ратецкиот марш и учениците од четвртите оделенија. Уживајте!
Драги деца, почитувани возрастни, добра вечер ви посакува екипата на наша и ваша телевизија. Сите вие, драги деца, со нетрпение го очекувате Дедо Мраз, зарем не? Тој ги пакува подароците кои треба да ви ги подели. Да се радуваме, да се радуваме. А сега, почитувани гледачи, нашиот таинствен гостин, подобро кажано гостинка, ќе ви ја представи вам добро познатиот водител Бразуко. Добра вечер, лачирар, икшамлар, бунасера, ви посакувам на сите. Изненадувањето за вечер вам. Добра вечер, госпоѓо Стара годино, добре дојде во наш
нашата емисија. Кажете ни, како се чувствувате сега кога си заминув? Дали имате некој совет кој би го користил вашата наследничка новата година? Кој вели дека си заминувам? И немојте да ме наведувате, јас и не сум баш толку стара. Колку време поминав во салонот за убавина, па пластична операција. Каде ми се брчките? Ги нема. Дали косата ми е побелена? Не. Па што уште сакате? Но како да ви кажам, вашето време истече, помина, доаѓа нова година. Тоа доправа ќе го видиме, јас не се давам толку лесно, а впрочем се навикнав на вас. Ајде, признајте, јас и не бев толку лоша, нели? Но мадам, не може тоа така, знаете.